вечер и добре дојдовте во новото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Во кој вечерва речиси комплетно ќе бидеме посветени на премиерата на долгометражниот игран филм Жената која ги избриша своите солзи на Теона Стругар Митевска. Завршницата на 15-тото издание на Скопскиот филмски фестивал беше обележена токму со премиерата на овој филм, кој по светската премиера на Берлинскиот филмски фестивал еве ја доживеа и својата македонска кино премиера. Вечерва во првиот дел од емисијата одиме со она што го забележавме токму во киното Милениум по повод премиерата на филмот на Митевска. Стартуваме. По 8-те фестивалски денови исполнети со, за разлика од претходните години, помал број на филмови и секако релативно солидната посетеност од страна на домашната публика. 15-тото издание на Скопскиот филмски фестивал најдоброто го чуваше за последниот ден. Еден домашен фестивал мора во рамките на својата програма да има македонско целовечерно остварување, иако лани тоа беше случај со Панкот не е мртов на Владимир Блажевски на отворањето. Овој пат го видовме жената што ги избриша своите солзи на Теона Митевска на затворањето на Скопскиот филмски фестивал. Нешто што секој директор би сакал да го има за отворање или затворање. Чест ми е што и ова издание го завршуваме со убав филм. Чест ми е што сте сите овде. Чест ми е што имаме гости од филмот, актери, продуценти. Чест ми е што заедно со вас истеравме уште едно издание на Скопскиот филмски фестивал. По светската премиера на престижниот Берлински филмски фестивал, каде беше дел од втората по важност селекција насловена Панорама, третото целовечерно остварување на Теона Митевска, жената што ги избриша своите солзи. Својата македонска премиера ја стартуваше минатиот петок за деновиве, поточно во следните 3 седмици, да биде дел и од домашниот кинорепертоар. Според она што можевме да го видиме на платното, жената што ги избриша своите солзи е најзрелиот филм на Теона Митевска досега, односно, споредено со незините претходни остварувања, овој пат публиката навистина има можност да гледа филм со одлични актерски остварувања, начело со маестралната Викторија Абрил. Сестрите Митевски ги прашавме колку е комплексно да се продуцира еден ваков проект, кој потоа се представува на Берлиналето, каде на некој начин е репрезент и на целата наша кинематографија. Па не едноставно, морам да кажам, посебно кога имаш 4 копродукции, 4 земји, 15 различни националности во филмот кој работат, но од друга страна мислам дека носи еден квалитет, еден многу висок квалитет кој што сме принудени да го имаме, да го доловиме, бидејќи креативци доваѓаат од секаде низ Европа и мислам дека таа креативна енергија, продукцијска енергија е многу убава. Дефинитивно се слагам дека е комплексно дело во однос на таа сценаристичка структура и во однос на можеби и пораките. Можеби како стареам станувам покомплексна, а воедно и поедноставна. Затоа што во однос на форма, мислам дека формата многу прецизно ја прати емоцијата на двете жени кои ќе ги видите вечера. Ова ми е трет филм и секогаш мислев дека ќе биде полесно, но не. Секој филм, посебно овој, мислам дека е најтежок филм кој досега сум го продуцирала, не само од аспект на буџет и големина на самиот филм, снимање во Германија и Македонија, туку и да се има европска дива кој Викторија Абрил е неедноставно. Среќа што она е прекрасна личност, што е прекрасен човек, кој што е прекрасен уметник, па сето тоа беше малце полесно, но сепак тремата која имавме претходно и за време на снимањето се останува.
Приказната во филмот ја следи судбината на две жени во Франција и во Македонија кои ќе се спојат под чудни околности. Едната бара одговори за загубата на својот син и отуѓувањето на сопругот, а другата се обидува да го најде својот изгубен сопруг и да го зачува синот. Односно, се работи за приказна за две жени, за две различни општества и за односите со нивните деца. И додека Април одлично се носи со ликот на француската антихероина, чиј син се самоубива уште во почетната сцена, тогаш македонската жена е представена низ призмата на јуручката заедница, каде Лабина Митевска ја игра девојката која го чека своето момче да се врати од Франција, соочена со стегите на својата култура. Следното прашање се состоеше во тоа колку време му беше потребно на сестринскиот пар да влезе во психата на јуруците, нешто што фантастично го направи фотообјективот на Роберт Јанкуловски во 90-тите и секако Билјана Грванлиева во својот наградуван документарен проект од пред неколку години. Она истражуваше околу година и пол, бидејќи да навлезеш во нивниот живот, нивните традиции не е едноставно и не се они толку отворени и постојано ми зборуваше за нив. И потоа негде 3 месеца пред почеток на снимањето ме прати да константно проведувам време со нив, така да постојано бев таму, живеев со нив, зборував со нив, ги чувствував. Така да, мора, за да се направи сериозна улога, мислам дека мора да се направи сериозно ресерч, истражување. Долго време, ја мислам околу 2,5, скоро 3 години. Значи тоа е постепено, чекор по чекор, мое онака пријаѓање, па прво е првиот збор, па некаква комуникација, многу интересно малцинство, многу интересни луѓе, многу интересна култура. Мислам дека е за мене големо задоволство да ги представам во филмот, да зборувам за нив. Имам голема почит кон тоа што они го живеат и тоа што они го представуваат. Како самите себе, така и за Македонија. Но не беше лесен процес, но секогаш е така. Значи тие, нели, секој мал етникус се разбира, се обидуваат на некој начин да се протектираат, но во еден момент кога ќе те прифатат како пред се како особа, како индивидуа, тогаш се е толку лесно. Значи немам сретнато поубави луѓе и поотворени откако ќе се помине таа бариера од јуруците. Тогаш стануваш нивен пријател, дефинитивно. Останувам нивен пријател до животот. Во филмот покрај Април Митевска играат и француските актери Жан-Мари Калеи и Арбен Байрактараи. Потоа словеничкиот актер Петар Мусевски, како и нашите Петар Горков, Фирдаус Неби, Жаклина Стевковска Дрнашин, Маја Велјковиќ, Руиш Беговска, Темер Ибрахим, Береда Решхит. Сценографијата е на Вук Митевски, а монтажата на Никола Гастер од Велика Британија. Музиката е од Љубојна и од авторот на современа класична музика Арво Прат. Најдобро занаедски сработен дел од филмот му припаѓа на директорот на фотографија Матија Шердели од Унгарија, кој за разработка на секоја сцена ги избрал најдобрите можни агли на снимање, со што одлично ја доловува психолошката состојба на протагонистите во приказната. Всушност, најинтересен е моментот кога таа, приказната, започнала да се отплеткува во умот на Митевска. Се почна со нешто што мене ми се случи. Значи, при монтажата на последниот филм на како убив светец, јас сум од Тита Велес, го монтирав во Париз, една вечер при враќање дома, сретнав човек кој скокна од прозорец и умре пред моите очи. И значи таа емоција да ги поминеш последните 7 минути од нечив живот со некого, повлече многу прашања во мојата глава. Значи, што морало да му се случи на овој човек да одлучи да си го скрати својот живот. Значи, тоа е почетната. После тоа се разбира жена, мајка, дете и така натаму. Во последните моменти пред првата македонска проекција на филмот не интересираше какви емоции имаат неговите авторки, односно, каква емоција носи самиот филм и секако, каде е потешко пред премиерата, пред странските или пред домашните гледачи.
Секогаш си повозвуден пред својата публика, пред македонската публика, но мислам дека е тоа нормално. Како помина оваа година во Берлин? Фантастично. Мислам дека реакциите од публиката беа навистина многу убави. 7 проекции преполни, така да навистина убаво се чувствувавме. Многу суров филм, во многу погледи, не знам дали имаше можност да го видиш, вечерва ќе го видиш. Суров во емоцијата, пон со тага, желба и пон со доста длабок, но носи со себе огромен сила. Поканета на многу фестивали, но исто така ќе биде дистрибуиран, полека почнува со дистрибуција, ја припремаат во Белгија, во Словенија, во Германија, во Франција. Полека се припрема и паралелно... Копродукцијските земји, да, Франција не е, така да некои копродукцијски земји се отвара во, некои си купуваат како територии, но мислам дека го чека светла иднина. И, на самиот крај, буџетот на филмот на сестрите Митевски изнесува 1.930.000 евра, од кои Македонскиот филмски фонд учествува со 500.000 евра. А тој стоеше и за целосната промоција и презентација на филмот во Берлин. Филмот е копродукција меѓу 4 земји, а ја доби и поддршката на Европскиот филмски фонд Евроимаш. Продуцент од Македонија е сестри и брат Митевски, од Словенија во проектот влезе Вертиго филм, од Белгија Антре Шиен Елуб и од Германија Остерлих Продакшн. Покрај од Македонскиот филмски фонд, филмот е поддржан и од филмските фондови на Словенија и Белгија, како и од престижниот германски MDM. Извршни продуценти се Луминари продукција од Македонија, представувана од Ана Јорданова, која првпат учествува во долгометражен филмски проект. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајки се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. Тоа беа случувањата на последниот ден од 15-тото издание на Скопскиот филмски фестивал, односно на премиерата на филмот Жената што ги избриша своите солзи, а во продолжение на магазинот се потсетуваме преку инсерти, односно преку интересни сцени, избор на интересни сцени на првите 2 филма на Теона Митевска. Секако се работи за Како убив светец од 2004 година и за филмот Јас сум од Тито Велес. Се потсетуваме на овие први 2 долгометражни остварувања на македонската режисерка. Чекај да го видам детето. Па ич не си се здебелила? Не, Јас мислев сите американки се дебели. ја не сум американка. Мојот мил брат, најсакан, пораснал. Па не би рекла баш. Така, погледнија сестра. Вооружените пристрелки помеѓу македонските безбедносни сили и косовско-албанските сепаратисти во кризните реони продолжуваат. Пукање и истрели со огнено и противоклопно оружје се звуците кои преовладуваа во граничните кризни региони во изминатата ноќ. Поголеми инциденти немаше. Забележено е зачестено преминување на вооружени групи во граничните региони, известуваат македонските гранични служби. Супер. Паролот на НАТО ја демантираше оваа информација и изјави дека на границата нема какви Па добро, кажи ни. На границата од страна на косовските сепаратисти не постои. Не пожелно е Добро патување беше. во кризните региони во западниот дел од
država Tamo imaš pоради зачестилите работа, појави пари, на киднапирање и одземање на слобода. патничките. Mnogo različno od ovdje. Mnogo različno. Odlično. Tato, колко? Това са инглезите. Нещо се случи. Колко е прljavo насекаде. А чива е ова кола? А тебе сега голем човек. Тео, кажи за кого работиш. Кажи што чутиш. Да. За Американската амбасада, за аташето. Јас сум нешто како транспорт офицер. Шофер. Шофер. Просто kao poglavice, kao pihot koji sidi da ti. Ей, копиле, пичка ли ти материна? Пичка ти материна, копиле. Види бе што ми направи, пичка ли ви материна? Пичку. Misla така сме дипломат. То народ ке бе.
Тука некаде сме пред самиот крај на вечерашното 392 издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, во кој речиси комплетно бевме посветени на филмот Жената што ги избриша своите солзи. Велам речиси, бидејќи крајот од магазинот ќе го обележи еден интересен холандски анимиран филм. Посакувам пријатна вечер, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Would you like some tea?
Hey,